Обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција поднесе обвинение против судијата од апелациониот суд Ѓоко Ристов. Во домот на неговите родители во Неготино беа пронајдени 350.000 евра задзидани во кујната, при што се тврдеше дека потекнуваат од продажба на ниви. Сега обвинителството соопшти дека има цврсти докази дека парите потекнуваат од незаконски дејствија. Ристов инаку е поврзан со случајот на поранешниот правобранител и сегашен адвокат Фехми Стафа, кој од вчера е во затворот во Шутка, откако призна дека барал мито од 100.000 евра за да влијае кај судија. Во текот на детална истражна постапка, јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ги обезбеди сите докази кои ја потврдуваат основаноста на сомненијата дека обвинето лице што врши јавни овластувања. Адвокат побарал вкупно 100.000 евра, а на 13.12 минатата година директно примил износ од 20.000 евра за да посредува со искористување на своето реално влијание врз судија од апелациониот суд Скопје за укинување на мерка притвор определена кон лице кое тогаш било недостапно на органите на прогонот. Основниот кривичен суд Скопје вчера изрече пресуда со која го осуди Стафа на ефективна казна затвор од 1 година и 3 месеци за кривичното дело, примање награда за противзаконито влијание. Со прифаќање на предлог спогодбата, Стафа ги потврдил и наводите во обвинението, согласно кои побараните пари биле со намена, со подкуп да влијае врз конкретен судија од апелациониот суд во Скопје за да издействува укинување на мерка притвор. Од поведувањето на постапката, јавниот обвинител презеде повеќе дејствија со кои обезбеди цврсти докази во однос на сопственоста на паричните средства, со што се потврдија и елементите кои го исполнуваат битието на кривичното дело.